вака и вака ќе биде. Значи, кога би ја направиле таа дистанца меѓудржавната политика, која е производ на усогласените интереси на сите политички фактори, кога би успеале тоа да го направиме, ќе се направи дистанца со идеите, партиските идеи и така натаму. Така, например, во некоја партиска програма може да се запише дека Македонија е од овде до Индија, нели? Како што во Индија, во програмата на националистичката Джаната партија пишува дека всушност цела Азија е политичка Индија од некогаш, ама ајде, но тоа не може да биде државна политика. Одам со еден екстремен пример. Како можеме да се извлечеме од оваа ситуација? Натаму судирот со Грција кој не кочи и не ни дава да продолжиме натаму. Тоа е судир на два национализми. Либералните луѓе од грчка страна немаат проблем со нашето име, нити па либералните луѓе од нашата страна имаат проблем да речат да, мојот базичен идентитет е јазикот кој го зборувам словенски. Ама нема белким да зборуваме за ДНК и за такви работи во времето на американецот Барак Хусеин Обама и на германецот Месут Озил. Но тоа е таа наша ситуација. Значи, ставовите не е ставовите на либералните луѓе. Тие немаат проблем еден со друг преку границата. Тоа е конфликт на национализми, нели? Сега, нашиот голем проблем е што ги поставивме темелите на нашиот идентитет негде во историјата каде што овие има да рушат додека не срушат комшиите. И тоа е сега прашање, колку е тоа практично, добро, дали е во ред тоа да се прави, има дебата. Ако надворешната политика биде формулирана од сите, нема да имаме екстреми. И тогаш може би ќе имаме една умерена политика, но прво треба да се привикнеме со фактот дека живееме во демократија и да се почитуваме. Оној синдром за македонци што се уништувале, како се викаше тоа проклетство некое, тоа нема врска со ништо друго, освен со отсуство на демократска свест. Дека не знаеме како политички опоненти да се почитуваме, да разговараме за заеднички теми и да доаѓаме до заеднички политики, па и надворешната политика. Тука е и проблемот со Бугарија. Нек ни го слушам бугарскиот амбасадор. Сега ние трчаме на кај грците, тие не сакаат, бугарите не викаат, дојдите кај нас. Тоа е многу интересно, еден триаголник на љубов и омраза. Каде да се најдеме ние, за да го истакнеме нашата посебност, има такви делови од историјата, сум зборувал, каде што нема да допираме до чувствата на другите соседи. Оти што е важно за Македонија? Членството на балканските земји во НАТО и во Европска Унија не ги елиминира локалните влијанија. Значи, балканската орбита врти исто. Работата е како ние, како држава, да се оттргнеме од балканската орбита и да влеземе во евроатлантската орбита. И така како посебна држава, која има статус веќе меѓународен, тогаш да ги викаме нашите соседи, дојдите прво да прославиме заедно, нашата посебност ќе славиме, па после ќе славиме и она што не обединува. Завршувам? Да, а и министерот треба да дојде. Аз би сакал едно барем прашање да земам од публика да... Ја изгледа како на предавање, почна, добра. Океј. За жал министерот ќе мора да дојде, па затоа доколку има прашања за министерот, би сакал да ги соберам, доколку има некаков краток коментар, доколку очекувате да коментира на некоја од темите кои што ги изложи тука. Поставете го сега, да гледам таму, да нас повели.